Со 7 надпревари в сабота и 1 в недела ќе се одигра седмото коло од втората лига. Ова рунда носи интересни надпревари, неизвестни дуели, дерби надпревари кои ќе направат да има голема борба на фудбалските терени за трите бодови. Така ќе биде во Ресен каде екипата на Преспа ќе биде пред голем и сериозен испит за трите бодови против одличен Новаци. Преспа е во резултатска криза, а трите бодови се повеќе од потребни со цел второлигашот од Ресен да биде конкурентен во трката за опстанок. Од друга страна, Новаци е во одлична форма, а со триумф тимот ќе може да прогресира на табелата и до неколку позиции, но во зависност од резултатите на другите екипи. Каменица Саса на домашен терен ќе цели кон своето второ сезонско славие, а трите бодови ќе ги бара против Тетекс. Двете екипи имаат по 6 бодови на своето конто, но се наоѓаат во бара зоната, односно го делат 10-тото место. Саса не е во формата во која беше во минатата сезона, имаше можности за подобри резултати, особено со ремето во Прилеп против Победа каде испушти 3 важни бодови, а од друга страна Тетекс на гостински терен има 3 порази нема бод, па со штафарите ќе биде уште еден тежок меч. Детонит Плачковица во улога на фаворит ќе игра на домашен терен против Победа од Прилеп. Гостиот е во очине форма и ситуација, а тоа уште една предност за домакинот кој влезе во одлична форма и со серија на позитивни резултати. Трите бодови ќе бидат императиви за двете страни, а трите бодови на контото на Детонит Плачковица ќе значат и можност за прогрес и до четвртата позиција. Прилепчине силно ќе барат позитивен исход, па макар тоа било и бод. Вардар Неготино го очекува тешко гостување во автокоманда против големиот фаворит Скопје. Пиратите само 3 бодови гледат како опција со цел да продолжат да го напаѓаат врвот, а тимот од Неготино ќе мора да биде максимално подготвен за било какво изненадување. Големо Конјари дури во седмиот меч ќе бара бодови. На свој терен ќе се соочи со разиграниот Кожув, а повеќе од сигурно дека тимот од Гевгеле ќе допатува како голем фаворит за трите бодови. Дербито во Виница меѓу Слого и Осогово кој ќе го следите во живо на МН телевизија ќе биде дерби каде тимот на Слого кој го води Емил Грнев ќе бара триумф за излез од резултатската криза, а пак Осогово предводен од Крсте Крстев со победа ќе чекори кон зацврстување во средината од табелата. Преносот од Виница Немнет ќе започне во сабота од 15 часот. Седмото коло го носи и соучувањето, односно дербито меѓу Охрид и Брегалница, соучување на две екипи кои целат кон влез во прва лига, па ова соучување на белен извори ќе биде вистински тест за нивната подготвеност. Охрид со триумф ќе биде сериозно вмешан во врвот, а доколку пак сините на искусниот Владко Костов забележат триумф, ќе бидат чекор поблиску до титулата есенски шампион. Седмата рунда се затвара в недела со дербито на Беласица и Шкендија Речиново која се игра во вечерен термин на стадионот Благој Статов во Струмица во директна пресметка за трите бодови. Беласица на домашен терен ќе има силен противник кој исто така пројавува амбиции за висок пласман и да ги напаѓа позициите за прва лига, а пак гостинот од Рачиново ќе сака да се докаже уште еднаш дека има квалитети дека резултатите не се случајни. Овој надпрев исто така ќе може да го следите во живо на МН телевизија в недела од 18 часот и 30 минути.